Почитувани, владата предводена од ДУИ продолжува со уништувањето на македонската економија, со воведување на нови даноци и зголемување на постојаните. Македонија е држава со најнисок економски раст во регионот, со една од највисоките стапки на инфлација во Европа, со ниски странски директни инвестиции, со нарушен животен стандард и масовно бегање на граѓаните од државата поради лошите политики на власта. Денес во Собранието на Република Македонија пристигнуваат три така наречени европски закони од така наречената даночна реформа, која што е во спротивност со интересите на граѓаните и стопанството. Владата нема слух за апелите на ВМРО ДПМН дека данокот на додадена вредност на храната треба да се намали на 0%, а ДДВ-то на струјата да биде 5% се додека инфлацијата не се врати во нормала. Напротив, очекувајте зголемување на данокот на додадена вредност од 10% за одредени прехранбени производи. Со месеци ја бараме листата на производи кои ќе ги поскапат, но се уште таа е недостапна за јавноста. Дополнителна честитка за граѓаните со законот за ДДВ е поскапувањето на пелетите кои ќе се даночат со стапка од 18% наместо до сегашните 5%. Изминатите години дозволија да се соголат планините, а граѓаните да се смрзнат ако немаат да платат под 5000 денари за метар кубен огревно дрво. Тоа не им беше доволно и сега го зголемуваат и данокот за пелетите. На што ќе се греат граѓаните во зима? Со данокот на добивка се уништува спортот со укинувањето на спортските ваучери. Апелираме власта да го презентира новиот модел за финансиска поддршка на ионака кревки од спорт пред да го укине постојниот модел за донации од 10 милиони евра годишно. Државниот завод за ревизија и Државната комисија за спречување на корупцијата ги фати во криминал раководствата на Агенцијата за млади и спорт, ама одговорност се уште нема. Дополнително покрај постојните казнени одредби од Законот за данок на добивка, Управата за јавни приходи ќе има можности за дополнителни пенали за фирмите кои ќе бидат петкратно поголеми од износот на инвестициите за кои инспекторот ќе смета дека се непотребни. Преголемо дискреционо право кое властите како ќе го злоупотреби, а ефектот ќе е намалени инвестиции поради страф од репресија. Третиот закон кој власта сака да го донесе се однесува на така наречениот данок на солидарност. Власта бара компаниите да се солидарни, а во исто време немилосордно троши, нема фискална консолидација и се бори со сивата економија само на хартија. Понатаму ликвидноста на компаниите е сериозно нарушена и наметнувањето на ваков данок дополнително ќе ги отежни и онака тешките и неизвестни услови во кои делуваат. Законот не ги зема во предвид ефектите од инвестициите, истражувањето и развојот на компаниите во минатото кои вродиле со зголемени добивки, а пораката што власта ја праќа до стопанството гласи успешните ќе бидат казнети. Дополнително стопанските комори и Советот на странски инвеститори се изјаснија против ваквото адхок решение кое што создава несигурност кај инвеститорите. Почитувани, овие три закони не се реформа, туку зголемен даночен товар за граѓаните и стопанството. Во трите закони нема ништо европско за повторно да го злоупотребат европското знаменце. Сакаат на брзина да протнат закони од личен интерес, како и многу пати досега. Оваа гарнитура на власт единствено нешто за што е способна е зголемувањето на даноците и репресија врз стопанството и врз граѓаните. Како пратеничка група на ВМРО ДПМН и Коалиција за обнова на Македонија, ветуваме дека ќе ги искористиме сите деловнички можности за да ги разубедиме колегите преку јавна и стручна расправа со сите заинтересирани страни дека со овие закони штетата по македонската економија и животниот стандард на македонските граѓани е огромна.